Со третиот меѓународен фолклорен фестивал ги заокружувате мајските одбележувања на Сдруженијето за култура и уметност Илиоантески смок, што се најде вечерва на програмата, кој се беше гостин и учесник на овој меѓународен фестивал. На овој меѓународен фестивал учесници се регионалниот ансамбл Мали и големи клинки од Закопане, Полска, градското културно-уметничко друштво Браќа Гиновци од Гостивар и ансамблот при Сдруженијето за култура и уметност Илиоантески смок Тетово. Започнавте на 16 мај со одбележувањето на годишнината на Илиоантески смок, 70 години од културно-уметничкото друштво кое го носи неговото име и 95 години од хорот Бинички. Некако традицијата продолжува токму преку вашето Сдружение за култура и уметност. Колку члена брои Сдруженијето и што е тоа што во следниот период, во летните месеци ќе биде ваша преокупација? Па видите, Сдруженијето брои преку 440 членови. Сите тие 440 членови кои што веќе започнаа да членуваат од 2011 година па до ден денес, веќе се групирани во повеќе гранки. Сите тие гранки се на еден начин интерес на сите членови кои што на еден начин покажуваат посебен успех и посебна некоја симпатија спрема нивните можности и карактеристики и на еден начин го покажуваат на нивно културно живење во полето на градов Тетово. Јас се надевам дека и во наредниот период, како и до сега, како што отпочнавме со една турбо програма за овие 6 години, се надеваме дека повторно ќе почнеме со многу активности во сите полиња на културата, да на еден начин дадеме пред себе ветување кое што на еден начин ни го оставиле нашите предци. Тие предци имаат посебно место во ова друштво, бидејќи се опишани и во таа монографија која што годинава ја издадовме. Морален чин ние, како граѓани на Тетово, да несебично се заложуваме сите од градот Тетово, па и пошироко, да на еден начин си ја сочуваме нашата традиција, култура, уметност и нашето богато културно наследство. Се надевам дека и најмладата генерација, еве каде што секоја година во друштвото ги обновуваме со помлада популација, каде што на еден начин им ги усмеруваме за да ја продолжат нашата голема традиција. Се надеваме дека до крајов на годината ќе имаме уште многу активности. Не само овдека, туку и надвор од Тетово. Еве првата активност надвор од Тетово сме на 8 во Гостивар. На 9 имаме настап на групата од пеачката група и оркестарот во Скопје на плоштадот на нивна манифестација.